работници, бидејќи господинот Мемети очигледно зборува од срце, иако е на функција, на важна функција во држава. Меѓутоа, од човечки аспект се осеќа дека искрено зборува и тоа ми се допаѓа. За господинот Мијанас веќе неговата репутација како човек кој што работи во секторот на невладини организации исто така доволно зборува и она што го зборува потполно го поддржувам. Меѓутоа, како човек кој што имал допир со тие институции, пред се со Центарот за социјални работи, која што е наистина една дисфункционална институција од држава, каде што они правно, формално на хартија се чисти, именно битно им е да си го задржат работното место и они само на хартија да бидат пред законот чисти, а практично дали нешто имаат резултати, тоа воопшто ама не ги интересира. И не сум единствен во држава кој што имал прилика да тоа го доживее. Така да на заменикот министер потполно му давам предлог, бидејќи он не знае што да прави, да отпушти половина вработени таму во таа институција и да вработи нови млади луѓе и кадри кои што ќе работат теренски, а нема да седат во топлите фотели и нели ќе ги решаваат нас проблемите. Именно по самиот закон за семејство, мене ме интересира зошто во оваа држава мажите и жените не се рамноправни. Бидејќи јас сум родител кој што има право да си ги гледа своите деца на секои 2 недели. Замислете, јас сум казнетата страна затоа што не сум можел да најдам заеднички јазик со мојата поранешна сопруга. Ви благодариме за јавувањето. Пријатно, секој е добро. Господине, најм се извинува. Господине Ристовски, гледачот кажа некој предлог, се разбира, нема да коментираме колку е добар или лош. Колку социјалните работници имаат можност да работат на терен? Бидејќи тоа е нивната работа, нели? Па во тоа е проблемот, што не е само тоа нивната работа и тука е оној проблем кој што го зборуваме од почеток, а тоа е градењето на капацитети. Значи нас ни требаат стручни тимови кои што ние веќе работиме. Значи ние сега сме во фаза на примање на нов млад кадар, без да го отпуштиме стариот кадар кој што ќе работи на административните работи, кои што исто така се дел од центри за социјална работа. Ние сега формираме нови тимови мобилни кои што ќе треба да се движат на терен многу почесто и многу повеќе. Јас знам дека ние сме секогаш највиновната страна во целиот овој процес и нормално е да е така кога сме, да речам, власта, државата, институциите, оние кои што треба да помогнат на секое семејство. Морам да кажам дека од личен аспект дека се трудиме колку што можеме повеќе, меѓутоа јас сум свесен дека има доста пропусти, доста работи кои што треба да се коригираат, дека секојдневно сме сведоци на можеби се полоши и полоши ситуации на злоупотреба на деца и јас би бил најсреќен кога нема да имаме потреба да правиме било каков ваков прилог, затоа што конечно тогаш јас би бил ултра успешен на позицијата. Имаме уште еден гледач. Добро вечер, за кого? Добро вечер. Предлог. Вака сега да го поздравам прво правобранителот, навистина прекрасен човек, го поддржувам претходниот гледач што кажа, значи точно баш народно го објаснува сето тоа што го кажа до сега. Меѓутоа, значи јас сум со оваа тема, значи токму за тоа малтретирање, значи конкретно за значи се работи за во градско собрание, значи за малтретирање на исто така, меѓутоа на работник таму, значи Господја, јас веднаш ќе ве прекинам, ќе ве молам. Ви благодарам за јавувањето. Оставете ги вашите податоци во режијата. Доколку имате проблем, на мејл ќе може да го контактирате кабинетот на правобранителот, бидејќи сме кратки со време. Вечерва тема на емисијата е правата на децата. Дали имаме друг гледач на линија? Не, продолжуваме понатаму. Правобранителе, начнавте една тема за децата на улица. Факт е дека тоа е голем проблем. Како досега вашата канцеларија реагирала или пак ги праќала представки до надлежните институции за тој проблем? Значи, таа мора да кажеме посебна тема, бидејќи таму има деца кои што се злоупотребуваат за проституција, има зависници од дрога, се злоупотребува нивниот труд, значи се работат, потоа парите им се одземаат. Какви представки има правобранителот испратено за децата од улица? За жал, до нас не доаѓаат такви поединечни представки. Но,
Тоа не значи дека нашата институција треба да стои со скрстени раце и само да гледа. Прво би сакал да го информирам претходниот гледач дека најголем број на представки нас ни доаѓаат по однос на правата на децата, по однос на видувањата. Кога се ево прашање развод на бракот. Сакам и јавно да упатувам апел до институциите кои се должни да ги спроведуваат судските одлуки, дека тие на вистина треба да ги спроведуваат како што ние препорачуваме. Се навраќам на вашето конкретно прашање. Доаѓајќи се навамо до вашата телевизија, видов во 4 раскрстници или семафори деца на улица. Што правиме ние како општество, што прави институцијата омбудсман и што прави општеството за нив? Видете, сем што институцијата омбудсман треба да укаже на тие проблематични состојби. Видете, за жал, ова ќе го кажам, не знам како ќе звучи, ама искрено ќе го кажам, тие во одредени случаеви и не се дрогираат, не земаат, туку мирисаат лепак. Ние за таа проблематика сме укажале. Значи, нашата препорака би била по однос на децата на улица. Треба да се води реална и добра политика од страна на извршната власт со цел таквите деца треба од институционален аспект да бидат згрижени. Господин Листовски, што државата прави за децата од улица? Тоа беше прашањето на господин Блумети. Добро, значи вака, по однос на децата на улица би сакал две димензии има проблемот. Најголем дел прво се од ромска националност, понашто ние го имаме детектирано. Значи прво одам со позитивниот дел од проектите и активностите што ги превземаме. Значи, ние сега интензивно работиме на вклучување на децата ромчиња во предшколска возраст, односно во градинките. Со тоа го намалуваме влијанието, односно можноста тие деца да завршат на улица, а со тоа работиме и на родителите. За до 2011 имаме план да внесеме околу 770 деца ромчиња во детските градинки. Резултати? Да, има. Значи, тој проект е еден од, според мене, најуспешните, затоа што во првите 2 години веќе имаме 450 деца ромчиња кои што се дел од системот на предшколска возраст. Она е позитивното. Во делот на негативното и она што е на улица и она кое што го кажа правобранителот. Таа нивна представка во која што се говори дека нели конзумираат лепак и слично, тоа е точно, ние сме го тоа констатирале. Ние имаме заедно со полицијата, согласно закон за малолетничка правда, акции кои што ги правиме, буквално ги зимаме децата од семафори и ги сместуваме во дневни центри. Тие таму поминуваат 8 сати. Таму ги бањаат, јадат, ги учат колку што може. Ги враќаме, тие се сепак деца од некакви семејства. И само ова да го довршам, сега за 10 дена ќе отвориме 24 часовен транзитен центар и во тој ќе бидат задржувани децата додека на дел од тие родители за кои што имаме потегнато кривични постапки за одзимање на родителско право, не ни даде насока, да речеме, и полицијата и судот како понатак. Ние имавме став дека дневните центри за деца на улица не се доволно и не се единствено решение, затоа што тие деца по 16 часот, кога ќе заврши смената, повторно се на улица. Нивниот труд се злоупотребува, едноставно се принудувани и се злоупотребуваат и од своите родители и дури ги изнемуваат децата од одредени луѓе кои ги искористуваат за таа намена. Инаку, само да ви кажам, од нив има и многу невидливи деца кои немаат извод од матична книга. Тие се уште повеќе изложени на трговија со деца, детски органи, детска проституција, да не ги набројуваме најлошите форми. Инаку, се согласувам со правобранителот дека нема точни бројки за деца на улица, деца кои не одат на училиште. Но ние направивме математика еднаш во 2 изјави на двајца министри. И министерот Мешков, и Азис Положани, тој кажа дека 5% детската популација не оди во училиште. Ние пресметавме 330.000 деца, колку е основношколска возраст, тоа испадна бројка од 18.500 деца кои не одат на училиште. Јас би сакал Завод за статистика да го аргументира тој факт, да го потврди или да не го потврди, или да ја намалат бројката или да ја допрецизираат. И стапивме... Уште стои истата бројка? Наше мислење е многу едноставно математички формулирано, а изјавите на двајцата министри ги имаме прочитано во дневниот печат.
Второ, Не можам да коментирам, мислам, не сум јас јас видел и сега во моментов не министерот за образование го кажа тоа. окей. Инаку и со една друга бројка оперираме која би сакале да ја потврдат Завод за статистика. 2000 деца се секојдневно на крстосниците. Од цела Тие Македонија. деца најдобро решение за ложбите што ги кажа заменик министр е да се вклучат во образование. И многу е добро. Едно дете во училиште со други навики, едно дете помалку на улица. Дали треба и со тие семејства да се работи? Бидејќи овде Тоа ни беше најголемиот проблем. се малолетни, нели? Тоа ни е најголемата борба, искрен да бидам. Да сватат семејствата дека ние, верувајте ме, значи повеќе имавме потреба да ги убедиме родителите дека е добро нивните деца да се вклучат во градинка или во школа, отколку самите но деца. родителите има друг аспект, велат, знаете, ние како ќе го пуштиме детето во училиште кога треба за самиот старт учебна година да му обезбедиме 200 евра. Ама за нив имаме гратис. Да, ама вели дека треба Не, нив облека, не. обувки, школски нив прибор, не. топол облак, сендвич. Немаме средства едноставно да ги пуштиме, а и друг проблем има. Тие ги Проектот е гледаат со како деца од поддршка. кои може да заработат. Имаме уште Е, 10 тоа е секунди. проблемот. Тоа е проблемот. Не е толку праќањето во училиште, колку што нив им се намалува така наречениот домашен бизнес. Господин Ристовски, господин Змијанац и господин Мемети, ви благодарам што бевте вечерва гости на нашава емисија, каде што дебатиравме за правата на децата. Овде е крајот на емисијата. Ова е широка тема и се разбира не би ја завршиле ни уште еден час да имаме. Ви благодариме, почитувани гледачи, за вниманието. Благодарност уште еднаш до нашите гости. Повторно се гледаме за 2 недели. Бидете поздравени, пријатна вечер и следуваат вестите на А1 телевизија. Пријатна вечер.